Безбедносно-разузнавачките служби мора да се реформираат поради воспоставување сигурен систем за гарантирање на безбедноста на граѓаните на државата и почитување на човековите права, рече министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски во образложението на двата предлог закони за реформа на безбедносните служби на денешната јавна расправа по предлог законот за формирање на Агенција за национална безбедност и предлог законот за координација на безбедносно-разузнавачката заедница во Македонија. Низ оваа дебата мора да кажеме дека законските текстови беа подобрени, односно нивните одредби, кои стана и појасни, кои што полесно може да ја најдат примената на овие законски текстови. Но професорската Фела не се согласува со Спасовски. Маријан Ѓуровски од Факултетот за безбедност побара да се повлечат двата предлог закони и да се донесе еден закон за интегрална безбедност. Тој меѓу другото ја отвори дилемата зошто е потребно Агенцијата за национална безбедност во одредени случаи да може да прислушува кога таквата надлежност е во рацете на неодамна формираната оперативно-техничка агенција ОТА. Зошто со ребрендирањето на УБК во Агенција за национална безбедност се уште е предвидено следењето на комуникациите надвор од оперативната техничка агенција. Чуму ја формиравте ОТА? Дали со беспилотни летала за внесување на малициозен софтвер во мобилни комуникации системи може да се следат сите видови на комуникации без посредство на оперативно-техничката агенција, да имаме неповредливост на лицата, на домот и на сите останати слободи и права. Основна алатка за работа на безбедносните служби се тајните соработници, истакна професорот од Факултетот за безбедност Злате Димовски, кој побара во предлог законот за координација на безбедносните служби да се забрани податоците што ги доставуваат соработниците да бидат било кога злоупотребени против нив. Тоа е процесот на лустрација кој што беше досега. И самиот процес на лустрација навистина е проблематичен затоа што предизвика страв кај граѓаните како да соработуваат со службите, кога во 99-та година имавме отварање на досијата, само иницијативно некој му текна и ги отвори досијата без законски основ, и потоа имавме процес на лустрација кој што постепено премина од соработниците кон оперативните работници. Ване Цветанов, председател на Сдруженијето Зелена лупа, побара 10 години наназад да се испитаат, како што рече тој, политички монтираните процеси и вмешаноста на инспекторот безбедносните служби кои ги надминале нивните надлежности.